Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео, конечно после, 3 недели. Малце така се заборев со снимање и ајде се решив да ви снимам нешто. Да зборам за што ќе кажат другите или општо речено за очекувањата на другите и како тоа влијаат врз нашето однесување, нашиот карактер, нашиот живот општо. Размислување за што ќе кажат другите некако цел живот сум го влечкала со мене, буквално за најситни работи од како ќе изгледам, што ќе носам на мене, што ќе речам или што нема да речам. Секогаш некако ми било ама да не ми се смеи некој, ама некој да не рече нешто, некој да не се навреди. Или не знам, некако како притисок, како стрес, како подсвесно сум го влечала со мене тоа прашање што ќе кажат другите. И реално долго време, па и уште некогаш ќе се фатам така, кај што ќе ми дојде на момент, леле, ама што ќе кажат другите. Што размислувам, ама полека пробувам да толку да не ме ограничува. И реално и не треба така да гледаме на работите. Но и криво ми е што многу работи не сум ги кажала, не сум ги направила и сум била така да речам, ај како што бив доста анксиозно чупе, плюс и овај некој притисок, што реално може би не ни беше вистински. Сеќам плюс на таа анксиозност, плюс и на вакви некои ограничувања да се клавам и ме прави уште позатворена. Баш позитивно ќе види. И тоа е една од работите. Зошто секогаш кога ќе мислиме за што ќе кажат другите или што ќе мислат за нас, секогаш имаме негативно мислење. Може би баш ќе се гордеат со нас, може би им биде интересно, може би ќе добијат храброст за и тие да го направат нештото што сакале да го направат, сметале дека не е на некој начин возможно. Една од тие работи буквално е самиот YouTube канал. Јас долго време се мислев да почнам YouTube канал, да снимам нешто, да правам. И ај добро се решив, ама и пак јас на моите не му кажав дека отворив YouTube канал, мислам некој време на почетокот, значи не знаеа што се случува. И си реков, ајде, рандом ќе му пуштам линк од видеото, хеј, јас си почнав YouTube канал, што сакате, мислите, прајте, еве го тоа. Си го споделив каналот со нив. И јас мислев повеќето од нив ги мислат тоа глупости, трошење на време. Се ги слушам кои што ми велат демек интересни се видеата, смешни му се, убави му се. А јас се плашев дека ќе мислат глупости. Иако татко ми мислам дека уште мисли дека е глупости, посебно од кога објавив тоа видеото кај што 7-24 часа во плакарот. Ама сепак, мои се глупостите, јас се сосеќам уво. Мене ми е интересно да испадна и да има и позитивна реакција. Јас мислев дека нема да има позитивна реакција. И за многу работи така, и колку и побрзо да сватите дека не е толку важно што мислат другите, толку полесно ќе ви биде, толку ќе се опуштите. Како прво, ние не можеме да контролираме што мислат другите. Може да мислат вака или онака, никогаш не можеш да спречиш некој да мисли. Мислам, тоа не е во нашата природа да мислиме, да имаме мислење за одредени работи. И не може да се спречат, сакале не келе. Да се ограничуваме да не ги правиме работите што ги сакаме само заради туѓото мислење. Што гледано, дури некој да помисли нешто за нас, тоа ќе му биде само некоја мисла и после ќе му замине. Нема кој ќе, да речеме, на крајот од денот да се речат Ана Марија за малце ќе паднеше од стол на час, се изрезили, сите почнавме да му се смееме. Вау, кринч. Никој тоа нема да запамти. Секој, еве вие самите размислите, кога ќе си дојдете дома, да не речем 90% луѓето, ако не и сите, кога се навраќат на што се случвало на денот, мислат само на себе, што јас сум размислувала, што јас сум правила. Многу ретко, освен некој ако не те подсети,
мислиш на како некој друг изреагирал или што направил. На некој начин некако статисти во животите на луѓето околу нас, може би понекогаш ќе имаме некоја интеракција, ама во најголем дел од времето сме ко background noise, side character, некоја личност што не е прв план од приказната. Тоа ќе си имат мислења, сите имаме мислења за се и се што, ама стварно ви препорачувам да почнете да го гледате тоа на поинаков начин. Тоа е многу поголема слобода да се добива во животот ако ги тргнеме тој страф од нас. И на крајот од денот единствената личност чии очекувања, чии желби треба да се задоволат сме ние самите. Ако ние не си ги исполниме нашите очекувања, нашите желби, тогаш шо е поентата, мислам. Неќем јас да остарам, да бидам цела со брчки и побелена коса, да ми е криво за работите што не сум ги правила, што не сум живеела автентично, што не сум живеела според моите очекувања, моите желби, се само заради тој некој ограничување што сум била самата на себе. А вие сте најважната личност која треба да ја задоволите, која треба да ја усреќите. Не е целта. Целта е секој да си живее според своите обидувања, а не според нечии други. Крајот од денот повеќе ви не било криво за работите што не сме ги направиле, нештата што сме ги рекле или не сме ги рекле, отколку за тие што сме ги направиле без разлика каков бил исходот од нив. Кажа другите е нивна работа, вие не можете да контролирате нечие мислење, само прајте тоа што мислите дека е правилно за вас. Седор не повредвате некој друг, мислам дека може да правите работи што лично ќе ви исполнуват. Така едно размислување. Иначе, дали воопшто ги сакате ваквите видеа кај што рандом си зборам нешто? Искрено, мене ми е се интересни за правење, а интересно ми е кога ќе најдам на YouTube некој вака да зборува за своје искуство, за своје размислување и да можам да научам нешто. Така да пишете во коментар или лајкнете за да знам дали сакате да продолжите да гледате вакви видеа. Се надевам ви се бенди со ова видео, ве поттикна да размислувате на поинаков начин, сте поотворени за повеќе работи. Се гледаме во наредно видео, вај пат се надевам побрзо од 3 недели. Значи, имам овој работи, ви спремам овој работи, очекувајте, значи, јас не исчезнувам од YouTube. Сум тука, 3 недели што имаше пауза, ама живејте, ќе има видеа. И така, фала ви што гледавте ова видео и се гледаме во наредно. Живејте го животот до максимум. Чао!